Делноводи на МЕПСО, археолошки локалитети, асфалтна база на кинески Синохидро се дел од пречките кои се наоѓаат на експресниот пат Штип-Кочани. Министерот за транспорт и врски Сугаревски, директорот на Агенцијата за државни патишта Китанов, кои беа во обиколка на овој пат, кој е во изградба, велат дека во изминатите 5 месеци дел од овие проблеми се надминати. 20% е извршено трасирањето на делницата од Штип до село Крупиште и над 90% е завршена експроприацијата на земјиштето. Патен правец кој што има 28 километри должина. Во моментов се работи на делницата од Штип до Крупиште, која што е 14 километри, има некаде вредност околу 20 милиони евра. За втората делница, која што треба да биде од Крупиште до Кочани, во моментот се одвива тендерска документација и по завршувањето на таа тендерска документација ќе се отпочни со сите активности. Сугаревски истакна дека владата е силно фокусирана на изградбата на патиштата во источниот регион. Се предвидени над 300 милиони евра кои ќе се инвестираат во нова патна инфраструктура и реконструкција на магистралните регионални патни правци. Знаете дека во моментов покрај овој патен правец, овој експресен правец, се работи интензивно на автопатот Миладиновци-Штип. Реализацијата од ден на ден се повеќе се покачува, така да согласно анекс договорот кој што го имаме подпишано со кинеската компанија, очекуваме до крајот на септември да биде таа делница завршена. Директорот на Агенцијата за државни патишта Зоран Китанов вели дека проектот е за експресниот пат Штип-Кочани. Има неколку пропусти, но не верува дека овие проблеми во подолг временски рок би ја забавиле изградбата на експресниот пат, бидејќи проблемите ги решаваат експресно. Поубавата работа од овој пат е што овој пат, така како што е трасиран со своји некои 11,5 метри на ниво на експресен пат, ќе биде исто така, за разлика од другите експресни патишта, и со заштитна ограда и нема попат да има, како да кажам, толку многу приклучоци и клучки каде што ќе може безбедноста да биде загрозена на учесниците во сообраќајот, по својата димензија тој представува една коловозна лента од еден автопат, што значи со самата експроприација тоа е земено во предвид и после, што знам, 10, 15, 20 години, ако интензитетот на сообраќајот толку многу го надмине, ги покаже потребите, сосема слободно може да се изгради уште една лента. Китанов најави дека за 10 дена стартува и официјалната изградба на експресниот пат Штип-Радовиш, инвестиција од околу 40 милиони евра, сосема нова трасе од Штипскиот затвор до рудникот Бучим, а според градежната компанија која го има добиено тендерот, градежните работи треба да завршат во рок од 2,5 до 3 години.